Може почнуваме. Почитувани колеги, членови на Државната изборна комисија, 25 ноември ја отварам 160-тата седница на Државната изборна комисија. За денешнава седница претходно е доставен и предложен следниот дневен ред заедно со материјалите за истата. Прва точка од предлог дневен ред, разгледување и усвојување на записник од 157 седница, втора точка записник од 158 седница, трета точка записник од 159 седница. Точка број 4, предлог упатство за спроведување на јавен увид во избирачкиот список, се мисли на повторените избори за 11 јануар во 4 општини. Тоа е четврта точка. Петта точка, јавен повик за проверка на податоците во избирачкиот список. Оваа точка, бидејќи јавниот увид по роковник треба да започне утре на 26. Шеста точка, дополнителна одлука за исплата за надомест за спроведување на изборите за претседател на Република Северна Македонија и изборите за пратеници во Собранието Република Северна Македонија одржани во 2024 година. За се мисли на одлука за членови на избирачки одбори за останати обврски од минатите избори. Седма точка, предлог одлука за доделување на средства, авансни средства за општинските изборни комисии за спроведување на повторените избори за градоначалник на општина Гостивар, општина Врапчиште, општина Маврово Ростуше и градоначалник на општина Центар Жупа. Осма точка, предлог одлука за доделување на авансни средства на подрачните оделенија и канцеларии за обиколка и обезбедување на избирачките места. Девета точка за повторените избори во јануари. Девета точка, предлог одлука за определување и исплата на надомест за ангажирани лица од МВР и за обезбедување на деловниот простор на Државна изборна комисија за време на локалните избори 2025 година. За обезбедување на просторот, вработените и материјалите, доверливите материјали при организација и спроведување на изборите на локалните избори 2025 година. Десета точка, предлог одлука за определување исплата на надомест за ангажирани лица како помошни тела во подрачни оделенија и канцеларии на Државна изборна комисија за организација на локалните избори 2025 година. 11 точка, предлог одлука за определување исплата на надомест на ангажирани лица од страна на Државна изборна комисија за техничка поддршка на изборните органи при организација и спроведување на локалните избори 2025 година. И 12-та точка е точка разно. Дали, отварам расправа, дали некој бара збор за евентуални измени и дополнување на предложениот дневен ред за оваа 160-та седница? Бидејќи нема предлози за измени и дополнување на дневниот ред, истиот го ставам на усвојување, ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека ДИК едногласно го усвои дневниот ред за 160-та седница. Првата, втората и третата точка се записниците од 157, 158 и 159 седница, значи од претходните седници на Државната изборна комисија. Ве молам, отварам расправа за овие три записника од овие три седници, дали евентуално некој има забелешки за измени и дополнување на записниците. Ако никој не бара збор, записниците констатирам дека се во ред и предлагам да ги усвоиме сите три записници. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека едногласно се усвоени трите записници од 157, 158 и 159 седница без забелешки. Четвртата точка од предлог од усвоениот дневен ред е предлог упатство за спроведување на јавниот увид во избирачкиот список. Согласно нашиот роковник и календар за спроведување на повторените избори за градоначалници во 4 општини Гостивар, Маврово Ростуше, Центар Жупа и Врапчиште, рокот за објавување на избирачкиот список, односно за започнување на јавниот увид, започнува утре на 26 ноември. Истиот ќе се спроведува непосредно во сите подрачни оделенија и канцеларии на овие 4 општини, така што
ќе биде достапен и на веб страната, но и за сите граѓани кои сакаат непосредно да извршат увид во подрачните одделенија и канцеларии. Отварам расправа во врска со оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ова предлог упатство за спроведување на јавниот увид во избирачкиот список го ставам на гласање. Ве молам кој е за. Констатирам дека истото од страна на ДИК е едногласно усвоено. Во врска со претходнава точка 4, наредната точка 5 е јавниот повик за проверка на податоците во избирачкиот список. Согласно претходно донесеното упатство, стандардна процедура за секои избори, ова го имавме исто и за локалните избори, кога јавниот увид беше спроведен во август и во септември, кога беа распишани локалните избори. Ги повикуваме со овој јавен повик, ги известуваме и ги повикуваме сите граѓани запишани во избирачкиот список во 4 општини, односно сите граѓани кои сакаат да си ги проверат податоците за евентуални измени, дополнувања, запишување или бришење по било кој основ, доколку имаат основ за тоа и доколку имаат соодветна документација, можат тоа да го направат во наредните 15 дена. Значи, јавниот увид ќе трае во избирачкиот список 15 дена и слободно сите граѓани на територијата на овие 4 општини, каде што ќе се спроведат повторените избори за градоначалници, да го искористат правото и можноста да си ги проверат своите податоци и доколку има основ и соодветна документација да побараат евентуални измени, дополнување или бришење во избирачкиот список со цел секој граѓанин да може да го оствари своето право на глас, односно на никого да не му биде ускратено правото на глас. Ова упатство за спроведување на јавниот увид и овој јавен повик за податоците, за проверка на податоците во јавниот увид ќе бидат објавени на нашата веб страна на Државната изборна комисија. За ова ќе бидат известени нашите подрачни одделенија и канцеларии во овие 4 општини и тие ќе работат секој ден од 8 до 20 часот, така се договоривме? А последниот ден до 24 часот со цел да им се овозможи пристапност на граѓаните да си ги остварат своите права за увид во избирачкиот список. Дали евентуално некој бара збор за точкава 5 за јавниот повик за проверка на податоци во избирачки список? Да, се извинувам, и на албански подпредседателот Абдуш Демир има збор за да ја прочита оваа предлог одлука. Faleminderit kryetar. Në bazë të nenit 49 paragrafi 4 nga Kodi Zgjedhor, Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve në këtë seancë bën thirrje publike për kontroll të dhënave në listën zgjedhore. Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve I njofton të gjithë qytetarët në territorin e komunave Gostivar, Mavrov dhe Rostush, Vrapçisht dhe Qendër Zhupë që shikimi publik për të dhënat në listën zgjedhore do të fillojë me datë 26 nëntor të vitit 2025 dhe kjo do të zgjatë deri më 10 dhjetor të vitit 2025 deri në ora 24. Ftohen të gjithë qytetarët e interesuar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët dëshirojnë të kontrollojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore, atë ta bëjnë në formë elektronike në web faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve www.sec.mk apo personalisht në njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. 3. Njësi dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë kohëzgjatjes së shikimit publik do të punojnë çdo ditë në periudhën nga ora 8 mëngjesit deri ora 20, kurse më datë 10 dhjetor të vitit 2025 deri në ora 24. Gjatë kohëzgjatjes së shikimit publik, qytetarët mund të parashtrojnë kërkesë për regjistrim, plotësim ose shlirje të dhënave në ekstraktet e listës zgjedhore që janë dhënë në shikim publik, nëse ai ose ndonjë qytetar tjetër nuk është I regjistruar në listën zgjedhore, është I regjistruar personi I cili nuk ka të drejtë votimi apo nuk ka vendbanim në rajonin e komunës ose personi I cili ka ndëruar jetë dhe emri personal dhe adresa e personit apo emri personal dhe adresa e ndonjë personi tjetër që janë shkruar me gabime. Kërkesa për regjistrim, plotësim
освештливањето ДНВ на листен зједоре, параштројот мешкрим на njесин рајонале, а позиране комисиони штетрората зједеве на рајонин Кубанон. 8 пост електронике на адреса на комисиони штетрората зједеве upisis@sec.mk. Ме къркес параштроне да провате не војшме. Листа е адресаве та njесиве дезирове рајонале та комисионит штетрората зједеве си да информата тиере матуалцишме мунтиđeni на веб-фаќен зиртаре та комисионит штетрората зједеве. Фалендер. Благодарам на подпредседателот. За збор се јави колегата Александар Даштев. Со оглед дека ово прашање го разгледувавме и ние, а имаше реакции во јавноста дека нели се наоѓале на списокот лица кои се починати и дека имаше многу приговори за лично избирачко право за лица кои веќе се на избирачкиот список, па сакав да дадам еден акцент дека тие можат без да одат никаде да го дадат тоа, да го проверат тоа на избирачкиот список на страницата на веб-сайт, како што кажа и подпредседателот, www.sec.mk и на страницата на избирачки список.gov.mk, затоа што овие одделенија овие адреси ќе бидат активни за комуникација со странките, меѓутоа подрачните одделенија за кои зборувавме ќе работат од 8 часот до 20 часот, а на 10 декември ќе работат до 24 часот. И како што реков, се работи за тој граѓанин или некој друг граѓанин кој не е запишан во избирачкиот список. Понатаму запишано е лице кое нема избирачко право или нема живеалиште на подрачјето на општината или лице кое е починато и личното име и адреса на лицето или личното име и адреса на друго лице кои се неправилно запишани. Значи, да не повторувам дека со тоа ќе се помогне многу и во изборниот процес во општини, бидејќи таму не се избра градоначалник поради немање на цензус, а цензусот ќе се створи доколку овие лица кои не треба да се во списокот се остранат, па така уште еден повик до граѓаните да го направат тоа. Благодарам. Добро, ви благодарам. Предлагам точката 5, јавен повик за проверка на податоците во избирачки список, да ја гласаме. Ве молам, кој е? Да. Точката 4 ја гласавме, сега точката 5. Слични се тие, една со друга се поврзани, да. Се поврзани, да. Добро, ве молам, кој е за јавниот повик за проверка на податоци во избирачки список? Констатирам дека ДИК едногласно го донесе и усвои истиот, така што објавуваме и повикуваме да граѓаните во наредните 15 дена, почнувајќи од утре, во сите подрачни одделенија и на веб страната извршат проверки на своите лични податоци во избирачкиот список за овие 4 општини за повторените избори. Наредната точка број 6 е дополнителна одлука за исплата на надоме за спроведување на изборите за председател на Република Северна Македонија, изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, одржани во 2024 година. Само кратко образложение, ова се работи за неколку членови или заменици во избирачки одбори за изборите од 2024 година. За останати се овие исплати, тие уредно си ја завршиле работата, но поради нецелосно внесени податоци од страна на општинските изборни комисии се работи за нецелосни податоци во делот на матични броеви или трансакцијски сметки, така што оврска на ДИК е на овие поединци чинови или заменици во избирачки одбори да им го исплати согласно правилникот за надоместоци она што го сработиле на минатите избори. Во меѓувреме се доставени податоци за овие неколку лица од различни општински изборни комисии. Документацијата е комплетирана, така што како дополнителна одлука има основ за исплата за надоместокот согласно
правилникот на Државна изборна комисија за спроведување на изборите во 2024 година. Ве молам дали некој бара збор, ако никој не бара збор, предлагам да гласаме за оваа дополнителна одлука. Кој е за? Оваа дополнителна одлука е едногласно донесена. Точката број 6. Точката број 7 е одлука за доделување на средства, авансни средства на општинските изборни комисии за повторените избори во општините Гостивар, Врапчиште, Маврово, Ростоши и Центар Жупа за спроведување на изборите на 11 јануари. Стандардна одлука, како што на секој избори доделуваме определен број на средства за потребите за работењето на општинските изборни комисии. Дали некој бара збор? Колегата Ангел Чористов. Благодарам, председателе. Значи, станува збор за одлука со која што Државната изборна комисија на 4 фактички на општинските изборни комисии кои што се засегнати во постапката на организација и спроведување на изборите во општините Гостивар, Маврово, Ростоши, Центар Жупа и Врапчиште, им определува износ кој што е наменен за нивно нормално функционирање во насока на организирање и спроведување на изборниот процес. Тоа се финансиски средства кои што треба да бидат наменети за транспортни трошоци, за предавање на изборен материјал од страна на општинска изборна комисија кон избирачките одбори и за други тековни расходи кои што се во насока на нормално функционирање на наведените општински изборни комисии, а во насока и за цели на организација на престојните локални избори. Благодарам. Добро, ви благодарам со тоа што и јас да се надоврзам покрај точните намени и цели за начинот на трошење на овие финансиски средства за општинските изборни комисии. Стандардно се задолжуваат да поднесат соодветен финансиски извештај со соодветна финансиска документација општинските изборни комисии, како што тоа го направија и претходно сите општински изборни комисии за спроведените локални избори. Дали уште некој бара збор? Тогаш точката 7, предлог одлуката за авансните средства на општинските изборни комисии за повторените избори во 4 општини, ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека оваа одлука е едногласно донесена. Наредната точка број 8 е исто така стандардна одлука при распишување на избори и се однесува за спроведување на изборните действија во 4 општини на повторените избори за градоначалници. Одлука за доделување исто така на авансни средства, но сега на подрачните оделени и канцеларии кои се однесуваат за потребите за проверки на избирачките места и условите за гласање онаму каде што ќе се организира гласањето на повторените избори на 11 јануари. Дали некој бара збор? Исто така и во оваа одлука се точно наменети средствата и потребната финансиска документација и извештаи кои треба да бидат доставени за намената на средствата од нашите подрачни оделенија. Предлагам оваа предлог одлуката ја гласаме. Кој е за? Одлуката констатирам дека е едногласно донесена. Сега наредната точка 9, 10 и 11, наредните 3 точки се однесуваат за одлуки за определување за исплата на надоместок на ангажирани лица по различни основи за време на локалните избори од страна на Државната изборна комисија врз основа на наша донесена одлука на јавна седница за определување на лица ангажирани во помошни тела по разни основи. Точката број 9 се однесува за ангажираните лица од МВР кои работеа на обезбедување на деловниот простор на ДИК и просториите за чување на фингерпринтот, помошните простории, како и другиот доверлив материјал од страна на Државна изборна комисија. Наредната точка 10 се однесува за одлука за исплата на надомест на ангажирани лица помошни тела во подрачните оделенија на Државна изборна комисија, кои исто така согласно нашата одлука за помошни тела беа ангажирани определен временски период додека траеше јавниот увид и собирање на потписи пред се.
посебно во оние подрачни оделенија каде што немаме доволно вработени или немаме воопшто вработени. Сите овие одлуки се согласно критериумите наведени во правилникот усвоен на јавна седница за определување на условите и критериумите за исплата на надоместоци на сите лица ангажирани со одлука на ДИК за помошни тела. И точката 11 исто така посебна одлука за определување на исплата на надомест на ангажирани лица во ДИК од страна на ДИК за техничка поддршка и поддршка на изборните органи при спроведување на локалните избори. Ова се мисли за техничка поддршка на општинските изборни комисии. Отварам расправа, бидејќи сите овие три одлуки во точките 9, 10 и 11 се за помошни тела, како што кажав, уште еднаш определени со наша посебна одлука и врз основа на правилник за определување на критериуми и услови за исплата на надоместоци за ангажираните лица по сите овие основи кои ги наброив и за сите овие нивни активности кои биле за определени делови од изборниот процес за локалните избори 25-та. Дали некој бара збор? Во посебните одлуки се наведени со посебни образложенија и видот на активностите и извештаите за извршени активности и ангажмани согласно правилникот за критериумите за надоместоците. Ако никој не бара збор, предлагам да ги усвоиме сите три одлуки, ги констатираме посебно за записник, значи точката 9, 10 и 11. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека ДИК едногласно, уште еднаш ќе повторам, ги усвои сите овие три одлуки. Точка број 9 за определување на надомест за исплата на ангажирани лица од МВР, за точката број 10 за определување на надомест на ангажирани помошни тела во подрачните оделенија на ДИК и точката број 11 за определување исплата на надомест на ангажирани лица од страна на ДИК за техничка поддршка во изборните органи за сите три се однесуваат за спроведување за локалните избори. Констатирам дека едногласно сите три одлуки што ги прочитав и образложив се усвоени и донесени од страна на Државната изборна комисија. Останува точката 12, точка разно, дали евентуално некој бара збор за оваа 160-та седница под точката разно. Бидејќи никој не бара збор, ја констатирам дека дневниот ред е исцрпен и 160-та седница е затворена. Државната изборна комисија, согласно календарот и роковникот, најверојатно во петок оваа недела ќе ја известиме јавноста, исто така ќе одржи јавна седница во однос на изборните действија кои следуваат по календарот, роковникот. Една од наредните точки ќе биде и регистарот на медиуми и ценовниците кои се пријавени за платено политичко рекламирање за изборите, повторените избори во јануари во 4 општини и доколку има други точки на дневниот ред, тоа ќе биде предмет на 161-та седница која ќе биде до крајот на оваа недела, зашто јавноста исто така ќе биде известена и седницата ќе биде јавна. Ви благодарам за присуство на 160-та седница.